Не е тајна дека и Македонија се бори со корупцијата. Постои непотизам, деловни сделки, селективно правосудство и политичко влијание кои што го јадат напредокот на Македонија, кој што започна да се одвива од 91-та година. Партнерството со владата во инвестициите во инфраструктурата, сите овие постигнувања на Македонија се намалуваат поради ефектите на корупцијата. Знаеме дека е важно за граѓаните да имаат верба во властите и да се анулира корупцијата секаде каде што постои. Не е важно на која партија припаѓаат граѓаните, кои се нивните роднини, кои се нивните пријатели, на каква позиција работат. Тие сепак ќе бидат одговорни за своите дела. Например, во САД, минатиот месец, во Вирџинија, беше осуден гувернер поради корупција и злоупотреба на службеното место. Беа имплицирани голем број на службеници во владата на САД кои што учествувале. Колкав е тој список? Беа идентификувани 25 осуди на локални и повисоки службеници од 2008 година наваму. Низ историјата, без оглед од која партија потегнуваат владините службеници, ги повикуваме на одговорност да го спроведуваат законот. Знаеме дека постои корупција и дека тие се свесни дека ќе бидат осудени без оглед на која партија припаѓаат. МЦМС потврди во својата студија дека имплементирањето и спроведувањето на политиките представува проблеми и понатаму треба да се разработува. Потребен е интегритет, транспарентност, интегрирано спроведување и повикување на внимание на корупцијата. Во антикорупцијската политика на Македонија борбата против корупцијата игра голема улога и во рамките на програмот на Европската Унија за борба против корупцијата. Но допрва треба да ја одигра улогата која што и беше предвидена. Во споредба со другите земји, борбата против корупцијата може да не е совршена, но сепак би посочил дека во 2013 година во друга балканска земја, во Романија, нивната агенција, која се нарекува Национална антикорупцијска агенција, испрати 910 поединци во суд. Агенцијата на Романија пак испрати 797 лица кои што служеа на места каде што не беше прифатливи конфликт на интереси. 72 беа испратени во суд поради имот кој што не можеа да го оправдаат. Во тоа време, овде во Македонија, во 2013, Македонската државна комисија за спречување на корупцијата истражи 228 случаи за борба против корупција и бројот не е мал воопшто во однос на големината на земјата. Во еден дел од нив беа препратени, но колку? Само 7 беа осудени. Тоа е речиси ништо. Во Романија од вкупниот број беа осудени 244 поединци во 2013. Тоа е 27% од вкупниот број. Колку мина беа во суштина осудени? 7 мина беа обвинети, но колку беа осудени? 0. Точно 0. Тоа значи дека корупцијата во Македонија е еднаква на 0. Не е смешно, повеќе би рекол дека е тажно.
разликите помеѓу овие две земји се големи. Се надевам дека владата и парламентот на оваа комисија ќе ги дадат ресурсите и персоналот што и се потребни за да го изврши својот мандат. Заедно со политичката волја која треба да осигури дека без оглед кој е вклучен во корупција ќе го добие тоа што го заслужува. Нема решение кое одговара на сите проблеми, но едно е сигурно. Борбата против корупцијата бара решеност од страна на сите членови во општеството, владата, граѓанското општество, деловната заедница, медиумите, тие сите мора да бидат внимателни, дали одговорните органи ефективно и агресивно и независно ги спроведуваат законите и да го спроведува принципот дека никој не е над законот. Граѓаните и медиумите мора да инсистираат на отчетност и законите не треба да представуваат бариера или да ги оневозможуваат тие што бараат отчетност. Мојата денешна поента е едноставна. Сад сака Македонија да успее во својата борба против корупцијата. Зошто? Бидејќи Македонија е сојузник и пријател на САД и ние сакаме Македонија да успее, а не да колабира. Не сакаме да го видиме случајот на Украина во Македонија поради ракот на корупцијата. И подготвени сме да ги обезбедиме најдобрите практики и алатките во духот на соработката и партнерството. Со овој извештај кој што денес ќе го слушнете, почнува на вистина тешката работа, затоа ги поттикнувам сите службеници на владата и застапниците од граѓанското општество и граѓаните на Македонија целосно да ја прифатат оваа можност. Сакам да ве поттикнам и понатаму да постигнувате напредок во партнерската борба против корупцијата. Овој план е иновативен, инклузивен, ориентиран кон активности и ги поздравувам вашите напори до денес. За да демонстрирате политичка волја и да можете да им дадете моќ на борците против корупција со вистински алатки и да достигнете повисоки стандарди на владење, сигурен сум дека Македонија ќе ја победи корупцијата и ќе го достигне својот целосен потенцијал. Минатиот петок присуствував на церемонија во Националниот театар по повод 11 октомври. Партизанското востание против окупацијата на Германија. Вашиот председател не потсети на големата жртва што беше направена во Втората светска војна и од тогаш од страна на многу македонци за да се изгради оваа земја како Република Македонија. Велам дека треба да бидете горди за тоа што го направивте за Македонија. Но би ги повикал и денешните граѓани, сите вас, да работите, да ги надминете денешните предизвици. Никој нема да ја заштити Македонија ако не ја заштитите вие. Никој нема да ја гради Македонија ако ние не ја градиме. Никој нема да ја почитува Македонија. Никој нема да ја почитува. Затоа ве предизвикувам да се огласите на предизвикот на председателот, да се спротивставите на ракот кој што го представува корупција. А нема сомнение, ако не го победите овој рак, тој ќе ве победи вас. Не може да има нерешен резултат во борбата против корупцијата.